Во Кочани се одржа конститутивна трибина со невладините организации и урбани заедници, како почетна иницијатива за формирање локална мрежа за застапување. Се работи за неформално тело, што треба да служи како механизам за зајакнување на улогата на граѓанскиот сектор за носење ефективни локални политики. Мрежата треба да помогне во детектирањето на прашањата и проблемите што ги засегаат граѓаните во локалната заедница, а за кои тие како поединци не можат ефикасно да ги запознаат надлежните општински институции. Координатор и носител на активностите за формирање на локалната мрежа е Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла Иднина. Локалната мрежа за застапување ќе биде формирана од 4 невладини организации и 4 урбани заедници кои што ќе делуваат заеднички на локално ниво за подобро нивно застапување и решавање на проблематиките на локално ниво кои што ги имаат сите од доменот на кој што ги застапуваат. Например, невладините организации нели ќе се застапуваат со нивните проблеми кои што ги имаат, исто урбаните заедници со нивната проблематика која што е најзастапена во нивната урбана заедница. Со тоа ќе се доставуваат извештаи до локалната самоуправа за евиденција на проблематиките кои што ќе бидат нели лоцирани на оваа мрежа и ќе биде како помош нели за понатака и за оформување на буџетот на наредниот буџет на локалната самоуправа. Покрај постојните граѓански организации и урбани заедници кои присуствуваа на конститутивната трибина, во локалната мрежа за застапување во Кочани ќе можат да влезат и други заинтересирани невладини издруженија, како и урбани и местни заедници, а зашто таа ќе биде отворена за зачленување. Проектот за формирање локална мрежа за застапување финансиски е поддржан од фондовите на Европската Унија, преку програмата Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на граѓанските организации. Носители на програмата се Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип и коалицијата Сите за правично судење.